Да, се враќаме повторно во студиото. Простор и време за еден мощне, значаен, да го кажам, систем кој што се гради во Македонија, а во него директно учествуваат медицинските сестри, кои што се срцето на здравствениот систем, луѓето кои што со својата несебична грижа и внимание се грижат за здравието на пациентите. Добар ден и велам на магистар Гордана Бешлиовска, председателка на Унијата на Сдруженија на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри, да не испуштиме никого, бидејќи сите имаат подеднаква улога и големо значење во градењето на медицинскиот систем, во здравствениот систем. Добар ден и добре дојдовте. Ви благодарам многу што го подигате гласот на медицинските сестри преку нашата видлива асоциација која што ги направи медицинските сестри видливи по секакви основи. Сакате системски, сакате просиндикално и најповеќе едукативно. Ви благодарам многу за сето она кое што го изнесовте точно онака како што сме структурирани и конституирани внатре во Унијата, бидејќи сите тие 6 здруженија кои што ја чинат Унијата внатре се од целокупниот јавен здравствен систем, од приватниот и од сите оние концесионерски специјалистички амбуланти, каде што 80% од медицинските сестри од вкупната бројка во Македонија се дел и се членство на оваа Унија, на оваа здружение. Така да оваа силна асоциација е таа која што го подига гласот и ги прави сестрите видливи по секакви основи. Ви благодарам уште еднаш. Да. Денеска говориме за тоа колку е значајно сестрите да бидат вклучени во креирањето на здравствените политики, имајќи во предвид дека се најавуваат измени и дополнувања на 12 законски решенија, во кои што директно ќе почне и расправата, односно законско решение на Законот за сестринска дејност, она за што низ годините вие многу активно се борите и ја апострофирате важноста, особено кога се носат едни вака сериозни законски решенија, важноста на тоа колку е битно да бидат вклучени и оние кои директно на терен, директно со пациентите и директно во здравството работат за доброто на секој човек. Па видите, токму оваа ситуација со која што нели се наметна јавните расправи и конституирањето на работните групи и процесот за овие закони не донесе како фела да гласно проговориме за тоа колку тоа ние не сме афирмирани и немаме институционални позиции во Министерството за здравство и нешто кое што е многу загрижувачко заради тоа што структурата и силната професионална структура на медицинските сестри е всушност темелот на еден здрав здравствен систем во државата. И тоа мора така да се свати за да може така да функционираат нештата. Медицинските сестри си го бараат местото во креирањето на здравствените политики и таму каде што се носат комплетно одлуките. Ние не реагиравме само за тоа што бевме испуштени за така наречената јавна расправа на која што беа наводно назначени од стручната фела и повикани на истата. Ние реагираме апсолутно на невклученоста во целокупниот процес. Бевме повикани веднаш од министерот, веднаш добивме мејлови за да бидеме вклучени така понатака, меѓутоа сето тоа ние веќе го имавме сторено и направено. Ние имавме многу надежни средби со министерот во периодот наназад, каде што сето ова условно го договоривме како силна асоциација на медицинските сестри, каде што му се испрезентиравме со целокупните стратегии и рачунавме и сметавме дека сето тоа ќе биде земено во предвид за да се постави баш таа силна асоцијативна структура која што е потребна во институционална структура на медицинските сестри во Министерството за здравство. И се соочивме со ситуација во која што законот го испративме како предлог, немавме фидбек одговор, ги испративме предлозите за работа во работните групи, немавме никакво известување за истото и одеднаш видовме само една јавна расправа во која што не бевме вклучени и објаснувањето беше дека сме административен пропуст. Се соочивме со една вистина дека сме трошок, па сега административен пропуст, па бројки. Едноставно, значи, сметам дека не е сериозен пристапот према медицинските сестри и према силната структура која што треба да имаме како така. Регионот, Европа и секаде и сите меѓународни асоциации, каде што ние како Унија, како асоциација влеговме и работиме и учествуваме во креирањето на меѓународните политики на медицинските сестри, не препознаваат вакви форми на недостоинствена професија во ниту една земја на медицинските сестри како кај нас. Од тука и силната меѓународна поддршка која што ние имаме од нив во тековниот период, вклучително со нашиот последен четврт меѓународен конгрес на кој што 13 држави ни дојдоа со 36 асоциации, каде што имавме меѓународната
федерација на ИФНА, представена од нејзината претседателка од Калифорнија, претседателот на ЕСНО, Асоциацијата на сестринството со специјалистички студии, и да не зборувам за сите релевантни професори еминентни од сите универзитети каде што медицинските сестри имаат утврдени европски вертикали. Ние сме една од 6 регулирани професии каде што само треба да ги спроведете нештата. Ова кое што Унијата и Асоциацијата наша заедно со сите здруженија го прави и го работи, не е само овој сегмент што вие го спомнавте, каде што ние треба да бидеме во тој дел, во процесот или во работните групи. Ова само ја прелеа чашата, така народски да се изразам, и дојдовме до тој момент кога кажуваме ете како се третираат медицинските сестри значи дегутантни однесување на сите гарнитури во Министерството за здравство на НЗ. Никогаш не сме имале министер за здравство како медицински сестри. Ако имавме, сето ова немаше да го имаме сега вака како што го имаме. Пациентите не заслужуваат да имаат вакво незадоволство кај медицинските сестри. Медицинските сестри со гореа во болниците, а ние имаме незадоволни пациенти. Значи не можеме понатака повеќе вака да го нарушуваме она што се вели доверба во здравствениот систем. Пазите, здравата нација е нешто кое што проектира успешност во сите основи. Ако ви имате незадоволни пациенти, ако ова ни се случува во здравствените институции како што ни се случува, до кога медицинските сестри ќе бидат вака маргинализирани? До кога ние нема да имаме можност да бидеме таму кај што се креираат политиките кои што се однесуваат на главните решенија за структурирањето на сестринската професија? И кој практично сега ќе одлучува во нивно име? Значи, па видете да ви кажам, ние сме соочени со тоа дека секогаш некои други професии, некои други индивидуи во Министерството за здравство одлучувале за нас. И затоа сме тука кај што сме. Меѓутоа, видете, Министерството за здравство постои за нас. Не постоиме ние за нив. И тоа е за нив професионална работа и тие мора према нас да се однесуваат онака како према професионалци кои што заслужуваат и како што заслужуваме. Од еден протоколарен мејл кој што треба да го добиеме со почит како што треба да го добиеме, па се до местата кај што ни се каде што се носат политиките. Јас многу гласно на министерот на средбата му посочив и му кажав дека без сестрински сектор, каде што ќе се централизираат сите нешта на работите, значи не може понатака вака да продолжиме. И ние нема да отстапиме од нашите барања. Не е овој моментот сега дека ние треба да бидеме во работните. Тоа е само сегмент. Медицинските сестри мора да ги добијат институционалните позиции. Пазете, тие во регионот и во Европа, по примерот на другите земји, се преку национални совети имплементирани во здравствените политики, преку регулаторните тела, нивни коморното здружување што ние го бараме преку законот, преку учество во здравствените совети, во работните комисии. Нас никаде не нема. Ние имаме здравствен совет, не нема. Имаме работни комисии, не нема. Имаме работни групи, не нема. Имаме комисии за заразни болести, не нема. Никаде не нема. Не нема во 13-ноемвриската награда. Никаде не нема. Значи, она кое што Унијата и Сдруженијето на медицинските сестри го работи во континуитет сега е нешто кое што треба да ги направи сестрите видливи по сите основи. Значи, една силна сестринска структура со институционални позиции од типот на секторски дел на медицинските сестри во Министерството за здравство и комплетно учество на сестрите во имплементацијата на политиките и решенијата за се за кое што се однесува посебно за медицинските сестри. Загрижувачки е, ние добивме толкова голема подршка од пациентите во изминатава недела и сите тие дојдоа и во Унијата, во Сдруженијето имавме во текот на неделата имавме и јавен настап со нивната подршка, тие се свесни што значиме ние во секојдневната работа. Кој е тој пациент кој што сака околу себе незадоволни сестри, кои што зборуваат за непризнаено образование, кои што зборуваат за некомпетентност во работата, кои што зборуваат дека немаат решенија за работа, кои што чекаат да добијат решенија за работа. Пациентите тоа не ги интересира. Пациентите треба да ја добијат од нас негата, а ние да ја добиеме довербата од нив. Само на таков начин ќе креираме и ќе ја подигнеме вредноста на пациентите. Ние се што правиме и како асоцијација и како здружение не може да не сватат дека нешто оценуваме. Нашата средба првично министерот ја доживеа како некоја уцена. Никогаш до сега ништо не сме оценувале, секогаш сме ги нуделе само решенијата за нашите проблеми. И тоа знаете како? Има еден момент кој што морам да го истакнам и посебно да го апелирам до медицинските сестри, бидејќи во ова наша заедничка борба во која што, нормално сакаме да ги постигнеме системски целите за медицинските сестри, просиндикално преку синдикатите и едукативно онака како што не задолжуваат програмите од здруженијата, ние се соочуваме со нефункционални здруженија во државата кои што немаат апсолутно никаква активност. И значи немаат никакви дела, не работат ништо апсолутно, имаат представници кои што се случајни, формални, кои што немаат компетентивност, значи заради тоа што заминале во пензија или не се активни во професијата и така понатака, меѓутоа ја разбиваат целта и сериозната борба на медицинските сестри затоа што вие како новинари кои ќе сакате нешто било што да се обратите за медицинските сестри, ја барате Унијата, не барате нас.
Кој ќе ве сретнат корисниците, пациентите на улица, нас не препознаваат како релевантни представници на сестринството, како силна асоциација која што го подига гласот за медицинските сестри. Па ако сакате и на социјалните мрежи и каде и било какво прашање и на чат GPT да му поставите прашање, ќе видите дека сам унијата на Сдруженијата на медицинските сестри ќе ја видите како извор на информации и како некој кој што ги прави медицинските сестри видливи. А кога ќе отиде унијата на медицинските сестри во Министерството за здравство, наспром вас ќе седне некој што е заминат во пензија 7, 8, 9 или 10 години, кој што има лични контакти со одредени луѓе во Министерството за здравство, и вие ќе треба да се соочите со користолюбиви, не знам какви секакви политики, каде што меѓу другото не сте вие тие кои што треба да одлучувате и со вашата активност не сте наметнати институционално за да можете да ги носите. До кога ние ќе се справуваме со вакви користолюбиви индивидуи, лични контакти, користолюбиви контакти кои што му носат страшна штета на сестринството. Таква штета на сестринството му нанесе една индивидуа која што седна во времето на кабинетот на кога беше доктор Филипче министер и подпиша така наречена сестринска комора и ги затвори сите административни патишта за медицинските сестри во Централниот регистар. Такви штети на сестринството нанесуваат индивидуи од користолюбиви позиции. И тоа се случува од една група на луѓе кои што немаат никакви активности, никакви функционални дела на дело, нешто не се случува, а кога ќе отидете некаде да се носат одлуките или ќе ги видите како случајни, како некомпетентни појавени во сите до кога? Значи, ваквите непозиционирања наши, непостоењето на регулаторното тело, нашиот ненационален совет или постоењето наше во носењето на релевантните политики ги крира и ги прави овие работи. А ова е загрижувачко затоа што ја разбива борбата, ја разводнува борбата на медицинските сестри. Тие не постојат за да му помогнат на сестринството. Тие постојат за сопствени лични интереси, каде што бараат лични сопствени препознавања. Па тие ако биле продуктивни додека работеле, требало нешто да направат и да бидат продуктивни. Сите ние еден ден сакаме да заминеме во пензија, меѓутоа треба да створиме позади нас кадри, медицински сестри, луѓе кои што ги разбират стратегиите на сестринството и кои што ќе придонесат и кои што ќе направат нешто кое што е добро за медицинските сестри. За да го ова надминеме, за да ова вака не биде, неопходно е во овој момент сега веднаш и одма да ги добиеме нашите институционални позиции. И ние нема да отстапиме од тоа барање. И во тој контекст добивме меѓународна поддршка од комората во Босна, од комората во Хрватска, од Сдруженијето на медицинските техничари и асоциациите од Србија. Добивме огромна поддршка од европските асоциации каде што членуваме за историјата на медицинските сестри, ЕСНО, ИФНА, меѓународната федерација каде што преку неа индиректно сме влезени во најголемата ICN организација на медицинските сестри. Овој меѓународен притисок ќе го вршиме на тој начин што ќе ги предложиме. Ние имаме пример во Англија каде што сестрите преку национален совет толку убаво функционираат институционално и ги застапуваат сите права на медицинските сестри да просто кога ќе се качите во јавен превоз и препознаете медицинска сестра, како ние што немаме можеби општа култура за некој што треба, во земјите каде што довербата на пациентите е до тој степен, медицинските сестри се толку многу почитувани и препознаени насекаде во сите сегменти каде што немаат право да бидат непрофесионални према пациентите. Немаат такво право сем да бидат професионални и да го испорачат тоа нели кое што треба да го испорачат. Во ваква ситуација сега во каква што сме, и ако бидеме во сегментите и во работните групи кај што се носат законите, ако е тоа формално, ако тоа не е преку наши позиции институционални, сето тоа е само нешто што е времено, сето тоа што е нешто само импровизација. Нас не изгоря импровизациите, не донесува до оваа ситуација во која што сме само импровизациите. Силната сестринска структура носи здрав здравствен систем. Инвестицијата во образованието на медицинските сестри е инвестиција во здрава нација. Или ќе го разбереме тоа така, или ќе дојдеме во ситуација да немаме еден ден кој да не лекува. Без исклучок сите ќе бидеме пациенти. Ќе заминуваат и се повеќе и повеќе. Нашите статистики и бројки зборуваат дека ние имаме во просек по 14 сестри на месечно ниво кои што заминуваат. Сакате во странство, сакате во приватниот сектор, сакате од професијата. Тоа значи околу 140 годишно во просек заминуваат. Да не зборуваме за оние бројки со кои што искочивме до 2023 година, каде што масовно одлевањето беше и после ковидот, значи завршувањето на ковид кризата, наполнивме толку многу испразнети места во регионот и во Европа. И сега го чиниме истото. И покрај тоа што направивме инстант мерки со кои што подигнавме личен доход, тоа е на трето место во задоволството. Здравата работна околина ја чинат многу други чинители за да вие иницирате и бидат задоволни медицинските сестри. Тоа ми беше Гоце као потпрашање на ова што се што го изложи. Како е да се биде медицинска сестра во Македонија?
образование денес. Ние поминавме и кажа ковид кризата кога што навистина беа ставени на толку еден голем тест, кога ја покажа својата посветеност и придонес во да се надмине еве целата таа ситуација. Меѓутоа и поради фактот што ова што го спомена, што е сериозен аларм дека ни заминуваат толку квалификувани медицински сестри, каде се излезните решенија? Што ќе направиме ако во иднина не размислуваме да се сопре тој негативен тренд на заминување од јас сега малку народно ќе се изразам, ќе ми дозволите за да направам, сакам и за корисниците и за пациентите и за сите да ја направам некако представата на големата слика, вака малку народно ќе се изразам. Знаете, кога ветришта веете, магла ќе сеете, викаат старите. Има една таква поговорка. Зошто го кажувам ова? И во старите народни приказни, во црштините, царот се преправил за да поиде на местата да ги слушне луѓето и да види како им е и што све им се случува, затоа што мудреците околу него му ја прикажувале големата слика за одлична. Меѓутоа задоволствата се други. Така и ние. Ако го слушнете министерот кој ќе излезе да кажува, вие слушате како, ние направивме тоа за не само, мислам и министерот е индивидуа, зборувам за гарнитурите кои што се сменија 8 наназад. Значи дегутантни ситуации наназад ако си направите една реплика на нештата, значи толку нешто ќе добиете представа дека се е одлично, се е толку многу убаво, меѓутоа кога ќе дојдете во болниците меѓу сестрите и кога ќе ги видите прво како изгледаат, кога ќе ги тргнат маските, а ги тргна и после ковидот. И кој ќе го слушнете незадоволството, и кој ќе слушнете колку сестри договорно дело има во болниците, тие не се иницирани од сега, тие со години траат во болниците во таков статус. Па кој ќе ги слушнете со непризнаено образование, со непризнаени компетенции, непризнаени специализации, па работат на работни места за кои што нема такви компетенции, па не се знае кој што работи, па на први сите различна плата, па кој ќе ја чуете националната реторика, па политичката реторика, па кој ќе ги чуете мобинзите од главните сестри кои што доаѓаат на позиции онака незаслужено по специјалност и по сето оно кој што го заслужуваат, нели е тоа жалосно да го трпат медицинските сестри да го имаат. Затоа јас во име на Унијата и на здруженијата апелирам до нив само единството и начинот на кој што вака ги поставуваме целите едукативно преку конгреси, симпозиуми, каде што имаат можност да ја преточат својата работа во трудови, а покажаа колку многу сакаат да се образуваат. Само треба да ни се дозволи. Кога ќе ја видите сликата дека во образовниот процес ве образуваат докторите, а вие работите негата во болниците, а тие ви предаваат нега, и истите тие кои ќе дојдете во болниците не ве признаваат и не ви ги признаваат дипломите. Значи, парадокс за кој што не знам дали некому ќе можете да му го објасните како таков. Немате континуирани конкурси, ви се одлеваат по секакви основи. Боледувања, за жал, природно одлевање по разноразни други основи, инвалидски пензии, не знам, по секакви опции. Заминуваат во странство, заминуваат во приватното. Никакво континуирано надокнадување немате на конкурсите. Тоа што треба да го работат 6 сестри, понекогаш го работи една. Ако треба во интензивните неги една да биде со 1-2 пациенти, ви имате една со 6-7 пациенти. Значи, и тоа е таа една слика која што не знам како во сите нивоа да ви ја прикажам. Почнувајќи од промоцијата, превенцијата и здравственото воспитување. Рурални средини, амбуланти, нема сестри. Словенија, многу пати сум кажала и пак ќе кажам, превенира со 7000 медицински сестри, за да не лекува. Сестрите се тие што се промотори на здравственото воспитување на се. Па ние имаме страшни катастрофални резултати на имунизацијата затоа што немаме систем со кој што сестрите воспитуваат и здравствено промовираат и така понатака. Нашите календари за имунизација и се понатака се многу важни во тие стратешки програми. Ние не треба само да зборуваме за столбови кои што треба да ги развиваме. На нас ни фалат националните програми за 10 години нанапред, каде што во примерна пракса, а не па да зборуваме за сондажата од терен треба да ги носи и да ги прави одлуките. Медицинските сестри се неминовни во секој еден таков дел. Не може да функционира ординација без медицинска сестра. Јас ќе бидам експлицитна и ќе кажам може без доктор. Меѓутоа без медицинска сестра не може. Видите, докторите поминуваат кои ќе појдете на лекар, со вас можеби 5, 10, 15 минути нека биде со маусот и имате една шифрирана диагноза. Ќе ви ја напишат шифрата и тука завршувате. Сестрите имаат описна диагноза. Тие за да влезат во описната диагноза треба според студиите и истражувањата да поминат најмалку 4 часа со еден пациент. Зборувам за стационарите, зборувам за секундарното ниво на здравство, за терциерното каде што се лежичките пациенти, каде што се елективните пациенти. Да не зборувам за примарното каде што се триажите, здравственото воспитување, промоцијата и се она кое што го работат сестрите во секој ниво. Меѓутоа мора да бидат за тоа соодветно едуцирани. Ние се соочуваме сега со еден парадокс во кој што не им го признавате образованието, а сакате да испорачуваат компетенции, а немате закон со кој што ги обврзувате нештото да го прават. Јас
и било која друга медицинска сестра нема за ниту една процедура и било која интервенција нема законска пропишана процедура врз основа на која пишува дека она треба да ја направи или не треба да ја направи. Од тука следи и одговорноста. Затоа ние зборуваме дека лиценците ни се многу важни. Во овој момент веднаш ни е важна институционалната позиција во Министерството за здравство, каде што преку сектор за сестринство или национален совет кој што ние сега ќе го формираме мината недела со представници од нашите здруженија, ќе се наметнеме во Министерството за здравство и ќе им помогнеме во структурата да не структурираат они, со луѓе кои што се активни, кои што имаат дела и кои што имаат во моментот видливи активности за сестринството. Без да се сретнуваме со луѓе кои што немаат никакви активности, никакви функционалности, никакви програми, никакви дела, ништо и одеднаш да ги сретнете во Министерството за здравство наспрам вас седнати да креираат сестрински политики и да прифаќаат импровизации со кои што го уништија сестринството со години наназад и го донесува до оваа ситуација до која што го донесува. Ние нашите контакти со меѓународниот свет сега ги користиме за да напредуваме во професијата, а не сега да не супримираат со контакти некој од некогаш кој што не ги прифаќале и не ги земале во предвид за да напредува сестринството во Македонија и сега ќе не супримираат по секакви односи и по секакви насоки. Значи, адхок решенијата, инстант решенијата се нешта кои што не донесува до оваа ситуација. Мора веднаш одма и сега да се структурираме. Мора да ни се даде таа можност да медицинските сестри ја понесат одговорноста на јавните овластувања. На пациентите им е потребно пред медицинските сестри да се пребројат и да знаат сите по структура медицинските сестри колку се потребни, колку треба да се образуваат и колку ни недостасуваат во болниците. Пациентите заслужуваат стандардизирани здравствени услуги. Пациентите заслужуваат медицински сестри кои што ќе бидат околу нив задоволни, кои што ќе испорачаат како што треба. Здравата нација и продуктивноста е богатство на државата. Ние ништо не кажуваме, не правиме и не бараме нешто кое што го нема или што не го заслужуваме. Ако ги погледнеме примерите, повторно ќе кажам, на регионот и Европа, не постои друга земја во која сестрите немаат регулаторно тело, во која немаат свој закон, во која не се институционално позиционирани, каде што не учествуваат во носењето на сопствените одлуки на сопствените закони. И ова нема да застанеме, значи, се додека не ни се даде она што е наше и што треба да го имаме како регулирање на нашата професија, унијата на здруженијата нема да застане. Ние реагиравме остро со јавните реакции, ги имавме се подршката од пациентите, стигна меѓународната подршка, идната недела го правиме националниот совет и го најавуваме за отприлика некаде после завршувањето на сите овие активности националниот самит на медицинските сестри од регионот и од Европа, кои што ќе дојдат лично овде ќе ни ја дадат подршката како асоциација силна, најголема и најсилна асоциација во Македонија која што ќе бара имплементација и заедно со нив ќе се ја бараме имплементацијата во здравствените структури. Ние ги имаме како медијатори Светската здравствена организација. Ги имаме и УНИЦЕФ и се. Знаете колку проекти се спроведува апропо ова сето што ви го кажувам? Каде видовте индекс на резултати и на одговорности? Дали некој нештото го направи или не? Знаете колкава сондажа на терен се направи по однос на имунизациите и по однос на се она кое што на нас во моментот ни треба за да се проектираат решенија. Ништо од сето тоа ние не оперализиравме. Тие се само медијатори во нашите политики и наши поддржувачи. Меѓутоа направија такви студии и направија такви сондажи од терен со кои што само треба да се спроведе оперализација. А не постои било каков оперативно решение каде што не се инволвирани медицинските сестри и каде што не треба да бидат медицинските сестри. Така да ако ние треба до вакво ниво да ги донесеме нештата за да си го добиеме местото во институциите, сметам дека оваков начин како вие што ни давате можност медиумски да го подигнеме гласот е начинот да допреме до челните луѓе кои што затоа ја раскажав онаа парабола со народната. Сметам дека можеби не се многу информирани и не знаат што тоа ние сакаме и каде тоа се треба да бидеме, бидејќи треба заедно да се оствариме во општествените добра на државата, на нацијата и на пациентите во овој момент. Единствено нешто што сакаме да препорачаме е тоа дека унијата на здруженијата на медицинските сестри сака во сопствените цели да ги оствари сите овие нешта кои што ги слушаме како ветување, како нешто кое што е добробит за нашата нација и за нашата држава, да заедно направиме нешто. Ако имаме
такви заеднички намери, такви цели, никаков нема проблем да бидеме институционално позиционирани и асоциацијата на медицинските сестри да ги добија јавните овластувања, да ја добија довербата од Министерството за здравство, нормално минувано од комплетните здравствени структури. Не гледам зошто не, заради тоа што слушајќи ги, гледајќи ги стратегиите, сметам дека ние апсолутно се совпаѓаме со оноа што го бараме и што го сакаме. И само треба некој да не слушне и некој треба правилно сето тоа да го свати и да ни ја даде можноста. Ние да страдаме зборуваме за унапредување, а не за основни права. И тоа е нашата цел, тоа е нашата намера. А медицинските сестри сега минатата недела во Струга донесоа 13 држави. 600 тоа е голема конференција која што обединува. Апсолутно. Бевме домаќини на регионалната европска конференција на сестри со специјалистички студии. Вие да сте неевропска земја, да сте Сдружение Унија на асоциација која што, како да кажам, нема закон, сестриство, немате регулација, немате ништо, а Европа, асоциацијата на специјалистичките студии ви дава доверба да бидете, значи вие со нешто тоа сте го заслужиле. Некоја следи вашата активност, вашето учество во меѓународните политики. Знаете колкава е добробитта за нашиот здравствен систем што ние како асоциација успеавме да го супримираме вонредното дошколување на сестрите. Со нашето подигање на гласот и со нашите реакции за да голем број од тие идеи не останат понатака како а се барам и законско решение. Тоа е сега времена одлука со која што веќе трета година не се упишуваат во вонредното медицински сестри. Многу пати подигајќи го гласот донесовме до супримирање на одредени одлуки да не се преточат во закони. Меѓутоа тоа не треба така да се случува. Ние треба овие одлуки, подигање на гласот и овие решенија да се ги нудиме тамо во Министерството за здравство кај што ни е местото каде што се креираат политиките за медицинските сестри. Ние само ќе придонесеме и со нашето коморно здружување. Сега зборуваме за одговорности на здравствените работници, лекарите си имаат комората и еве некој може од нив да бара одговорност. За медицинските сестри каде барат? Дури и кај нас ја бараат и одговорноста за медицинските сестри. Значи, ние сме во овој момент единствениот столб, островот на спасот за медицинските сестри. После нашето огласување ние добивме илјадници пораки од сестрите, во кои што они се жалат за мобинзи од главните сестри во болниците, за неоствареност на нивните работни позиции, за непочитување на нивните работни позиции. Тоа е апсурдно да го слушате во ситуација каде што зборувате за здравје, за здравствен систем и за пациенти. И за дефицит на крајна линија, дефицит на кадар, пациентите тоа не го заслужуваат. Кадар, да. Пациентите не заслужуваат вакво нешто. Тие заслужуваат медицински сестри кои што ќе испорачаат према нив по сите основи како што они очекуваат. И медицинските сестри треба да сватат дека во професијата се за суштината на нашето постоење за пациентите. И немат право другачие да се однесуваат сем така. И треба да сватат дека образованието треба да го користат само за покревање на довербата. Не се стекнуваат образованието за раководни позиции. Нивните желби и било какви преопределености за политички, не знам какви национални, не им даваат за право да ги манипулираат сестрите во болниците. Ние имаме веќе 3-4 сестри кои што кај нас пријавија сериозни мобинзи од нивните главни сестри. И тоа не смее да се случува. Главните сестри треба да им бидат слуги на медицинските сестри во болниците. И треба да се борат за нивните права и за нивните компетенции. Меѓутоа, кога ние генерално не сме вака позиционирани како што треба, и сета таа борба индивидуално од било која болница е многу тешко. Медицинските сестри се демотивирани заради тоа што немаат поддршка и од менаџерските тимови. Знаете вие колку е тоа фрустрирачки да вие постојано барате да бидете признаени, не ве признаваат. Постојано чекате конкурс да ве вработат, не ве вработуваат. Постојано барате да ви се признае образованието, не ви го признаваат. Колку е тоа демотивирачки, колку тоа им делува, значи дури да одлучат да се заменат од професијата. Тоа се парадокси за кои што не смееме да зборуваме, не смееме иштите како такви нели да ги имаме. А многу лесно можеме се да направиме. Структурата да ја поставиме, да ни се дадат јавните овластувања и можностите на сестрите и да почнеме со централниот регистер, со сондажата од терен, да се преброиме, да се преструктурираме, да кажеме што ни треба, што не ни треба, да ги инволвираме сестрите во образовниот процес. Ние очекувавме првата, најголемата, единствената висока медицинска школа во Битола да биде наследник на првиот факултет на сестри на медицински сестри. Сега се соочуваме со факултет за здравствени науки каде што таа ќе биде само катедра. А секаде во регионот и во Европа се децентрализираат и треба да постојат и да бидат самостојни. И секаде не можете да предавате на високите образовни институции за медицински сестри ако немате основно образование како медицинска сестра. Јас сум магистар во собствената професија, сум магистрирала на сосем друга катедра каде што сум се остварила и се остварувам во моите едукации и образование со сестрите и така. И тоа јас сум медицинска сестра. Моето основно образование е медицинска сестра. Јас целиот мој работен век сум го поминала како медицинска сестра. Во шок-совите, интензивните неги, хируршките оделенија сум се остварила, фала Богу, и како главна сестра на најголемата институција и секогаш ќе бидам медицинска сестра. Во овие води не почнавме и не го формиравме асоциацијата и здруженијето заради тоа
што сакаме нешто лично за себе, туку затоа што видовме системски и имав можност со целокупниот мој организацијски одбор да видиме што е тоа што им е потребно на сестрите и како тоа треба да го имплементираме. И најубаво знаеме тоа како најтопло. И заслужувате секако да бидете партнери во најтопло и најсрдечно порачувам дека се ќе се реши ако ни ви дадат институционалните позиции и најсрдечно им порачувам и комплетно и на здравствените структури и дека мораме да ги добиеме нашите места и позиции. Ви благодарам многу, верувам дека тоа ќе биде така и секако да биде и нели на еден начин наградена посветеноста, стручноста, трпеливоста, емпатијата на медицинските сестри. Благодарност уште еднаш. Ви благодарам многу и на вас што ни го подигате гласот и ви се надевам дека на наредното гостување ќе зборуваме за коморното здружување. И за резултатите така, секако. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас. Останете на нашата програма, за многу кратко следуваат вестите. Од мене пријатен ден.